Како тоа дури 4 филма на Манаки? Абе, Марфи која нема, па кој ќе се зареди. Па до Балчак, значи тоа е големата, главна улога. И големиот филм. Потоа една епизода кај Митрикевски, која што не сум сигурен дали останало монтажа, обично доста од епизодите се после исечени, скратени заради време траење, заради континуитет и такви работи. Мислам дека не е таа. Потоа студентски филм на Дина Дума. И сега не прочитав убаво програмата, има еден филм за 1913 за Букурешки мировен договор. Тоа е играно документарен филм на Илија Пиперковски. Сега не видов во програмата и не сум се слушнал со него да видам дали е завршен, дали ќе биде на Манаки, мислам дека е, така ми најави. Така да оваа година. Дали имаш 4 спремни костуми, тоа е важно. Еј, замисли 4 пати. Банкрот. Не, спонзор мислам. Мора, црвениот тепих во Битол е сериозна работа. Имаш тема за тоа што повторно ќе биде пред битолчани анимации? Па... Понекој што не изгодни. Битолчани? Да. Како критичари? Па види, не може да ми ја прекинат представата, значи не е представа, Да. филм, така да немам гајле. Значи не може да ме маваат со дома, таму не сум на сцена. Па да, битолчани се со доста истинчен вкус, не само заради Манаки, воопшто така некако. Тој град е таков, со таков дух, но веќе сме спријателени, значи до Балчак го снимавме, колку, 4 месеци бевме таму, повеќе така да, веќе сме на ти со битолчани. Така, го гледаш, го погледна филмот? Не, уште немам ништо видено. Значи, уште не, знам дека имаше големи очекувања цело време и дури рече дека, еве, и со помалу хонорар, не ми е криво. Па да, тоа беше филм кој што имаше поголем буџет многу поголем буџет од многуте филмови, но тоа чинеше многу, па така да, не ми е битен воопшто хонорарот. Сега исто ме праша дали ќе одам во Битола, затоа што нели продукцијата не е раздолжена со нас и дека многу колеги во знак на протест нема да одат. Јас реков, за тоа има адвокати, има суд и има извршители кои што тој долг, а тоа не е долг кој што нели ќе не направи богати или па ако не го земе ќе не направи сиромашни. Нас сиромашни може да не направи само лошиот филм, ако биде лош. Ако биде добар, тогаш ќе биде многу богат. Значи нема врска тоа со парите, не зборам за материјално. Тоа е, значи да не отидам на тој филм за мене е исто како да не сакам да си го видам детето зашто сум се подскарал со жената. Така да таа беа некои, имав доста прашања од новинарите по повод тоа прашање за Манаки. Мене беше мавето дека си веруваш во филмот и дека еве тоа што ќе се да, значи, кој што си има мувата на капа, да ја кај отидов, ти кај ме прашуваш. Ако навистина отиде на Оскар, дека стварно заслужува. Кој знае, тоа е многу тешко. Во тоа не верувам. Не верувам. Затоа што многу е тоа е многу тешка работа. Не е до филмот. Нема врска тоа со филмот. Не, има врска, ама не 100% или не знам. Тоа е лоби групи, пари, лобирање. Како што ми објаснуваше председателот на филмски работници минатата година, значи филмот треба ние да го пратиме. Па во тековното време до Оскари треба да го гледаат, да кажеме од 100 членови на таа академија, треба повеќе од 50 да го гледаат. Па дури тогаш оди во селекција за Оскари. Значи треба да иде по фестивали, да доаѓаат да го гледаат, да биде евидентирано дека тие били на фестивалите. Значи многу е тешко. За еден филм. Рече снимаш. Не дека не верувам во филмот. Така се разбрахме, да. 4 месеци рече снимавте, 4 месеци беше со брада, коса, шминка, секој ден, тежи тоа. Не знам. Еве си гледам слики со сопругата, сега прегледував нешто слики и кога се видов се ни бркови се, коса се едно. Па знаеш, брадата во филмот и не ми е многу голема, ама помеѓу снимањата, например, некогаш немав по недела дена и 10 дена немав снимање. Тогаш ќе пораснеше многу, не смеев јас да ја чепкам воопшто. Веам сопруга, како си ме трпела, видиме како сум, како се викаше од цртаните, Јосемити Сем. Со брковите овакви. Па не знам, тоа го заборавивме бргу, знаеш, мојата брада беше таква долга, да кажеме 4 месеци снимање, 1 месец после тоа да не случајно нешто било пропуштено, значи чував 5 месеци и претходно уште 3 сигурно. Дека да порасте, значи има некои 8-9 месеци. Тоа станува дел од твоето живење, воопшто не е проблем дека имаш брада, воопшто нит па на тој до тебе си му чуден, нит па на некои други, освен некој кој ќе те види.
Или кога ќе ме видат слаб луѓе, знаеш како ме прашуваат. Добар ли си? Добар сум, бе, викам, се држам така слаб. Би живеел во тоа време? Мислам, не, би се снашал во тоа време? Па бевме префрлени доста во тоа време, тогаш, нели, со паметот. Така да, дали би се снашал? Да, би бил онака активен. Да, сигурно. Посебно би бил таков револуционер. Таков војвода. Беше во војска, не знам дали се пат... Не бев, јас, кога завршив, баш тогаш се... Да, тоа. Срегата, да. За малку. За малку. Речет има во други 4 филмови, во други 3 што би се појавили на Манаки. Да. Што друго се случува? Во моментов? Да. Во моментов работам еден текст кој што сигурно сите го знаат и јас прв пат кога сум го прочитал, така ме шокирал, тоест роман. Проза е Мајсторот и Маргарита Булгаков. Го работиме со исто така наш македонски многу познат режисер кој што работи живее во Москва, Иван Поповски. Исто така тоа е еден од приоритетните проекти на МНТ и верувам дека ќе имаме одлична представа. Не сум сигурен кога ќе излезе премиера за тоа што е многу обемна материјата, па и ние не знаеме ни режисерот, онака вели само тоа не ме прашувајте. Ќе потрае сигурно, тоа ќе биде одлично. Така, нешто повесело, Мајсторот и Маргарита. полајт, бидејќи сепак нешто од животот, еве работата, па еве нешто од животот. Не, баш повесел проект, сакам да кажам. Повесел проект? Да обува Мара, нешто. Па не, повесел проект во моментов стига доста понуди од продукции, но секоја година одбивам заради нешто, заради ова, заради она. Оваа година одбивам зашто снимам филм во Словенија и во Србија. Тоа е филмот Бичемо прваци света на Дарко Бајич за 70-та година кога СФР станала светски шампион во кошарка. Така имам една мала епизодна улога, но сепак мала е по значење за филмот, а за мене е голема улога за тоа што сепак тоа е странска продукција и може да отвори некои други врати и некои други шанси да понуди. Да, тоа се истите продуценти од Монтевидео. Од Монтевидео, да. Да, таа продукција. Супер. Други нешто на друго, па што имам друго? Имам доста договорено сега во Белград и во Љубљана стендап настапи. Значи веќе бев сега во Љубљана на еден многу добар голем фестивал, Панч фестивал се вика. Сега сум на стендап фест во Србија договорен и во неколку клубови исто така во Белград. И во Љубљана клуб комедија така се вика. Во Љубљана исто така сум договорен, така да снимам на Блед. На Бледско езеро во Словенија, а близко е Љубљана, така да тука би се договорени. Така, тоа е на српски ствари, како прифаќаат тоа? Ти оди српски се... Кој знае, јас се гледав на снимка, ми пушти продуцентката, ми пушти снимки од таму. Значи супер е, публика ужива, нема никаква јазична бариера. Али јас се гледам и она вика постирај го. Не, викам не го постирам, кај да го постирам на Facebook клипот на YouTube, затоа што тоа ќе ми скинете за мојот српски јазик, како и многу што помина, онака, као да века, брука, срамна, катастрофа, клошар, како може вака да збори српски. Јас веднаш таму сите мои вечери ги отварам со тој муабет, дека да ми извинат, затоа што тоа не е мој мајчин јазик. И јас сум најстрашната варијанта. Јас сум од Куманово, а таму нели имат некои просрпски влијанија. И ние мислиме дека знаеме српски, тоа е уште пострашна варијанта. Проекти многу филмови, сметаш дека е потрошна фацата, дека имаш уште некое време или... Кој знае, нема рецепт за тоа. Не можеш ни да кажеш мислење. Ова лето, само што помислив, негде јуни, јули, како беше, само што помислив, викам, види, задните 4 години обавезно имаше по некој филм, па макар и мала епизода, макар и серија на една од нашите телевизии, која што се снимаше, па не е битно, ама имаше по нешто тако, викам, ова лето ништо. И си викам, па може тука толку од мене. И после се јавува македонската копродукција со србите што беше и се јавија за филмот. Така да во моментите на разочарување гледаш доаѓа нешто убаво. Како беше она мала криза и одма се жалиш. Така да не се жалам и да не се фалам. Тоа тече, значи не знаеш што ќе ти се случи воопшто. Потрошен материјал секако и ликот и воопшто креативноста е потрошна. Посебно тоа го приметувам во однос на стендапите, дека многу ретко настапувам баш заради тоа, затоа што никаде не сакам да отидам со ист материјал. Значи друго е бенд доаѓа во некој клуб, и он ги свири тие 50 песни ги имаат и тие ги свират.
Никој не ги гледа и после се чудат зашто нема аплаузи. Па затоа што не има изненадувачки. Јас сум чесен спрема публиката. И секогаш кога ќе видам, тргнам да ти кажам како го осетив тоа го осетив баш таму најмногу се осеќа, затоа што си сами требаш многу материјал, а ефективен, например, јас ќе испонапишам некои 20 страни, после кога ги фатам да кратам, тоа е една страничка. Една страничка беден текст кој што допада треба да се шмиргла. Дури сега на еден од стендапи последниве во еден дом на култура во еден град во Македонија ме замоли директорот и градоначалникот дали може 2, зашто има огромна заинтересираност. Јас реков не. Будала ќе земеш пари. Па викам баш за тоа не сакам, затоа што мене тоа нема да ме направи богат што ќе земам пари, а јас на пример ќе бидам 100% во првиот перформанс, а во вториот ќе бидам на 50% изморен со материјал кој не ти е нов, па не е ни предизвик за мене, него нешто што така некако сум го кажал. И некако ми се виде тоа нечесно. И го кажам. Само еден. Рече сега се враќа од одмор, лани беше на Малдиви, кака? Не, тоа беше пред 2 години. Пред 2 години? Да. Годинава каде? Годинава беше шарено, зашто немавме толку слободно време, онака на подолго. Па шарено неколку дена кај јужниот сосед, неколку дена кај источниот сосед, повеќе дена во Охрид и така цело време натака навака, зашто немав онака дупка временска, пословано од 2 недели. И така беше. Западниот ќе го запоставиме или? Западниот не отидов, бев кај западниот сосед пред не знам колку има 6 години сигурно, може 5 години нека се. Случајно тргнавме на кај Охрид, велиме ајде ќе одиме до море, до Албанија и реков дека таму ќе одам за 15-20 години пак. Затоа што тоа таму е Палестина. Значи буквално е Палестина. Можда морето е убаво, да, песок и камења, нормално природата го направила. Тоа е убаво. Другото е Палестина, буквално. Појасот Газа. Така да има време таму ќе одиме кроз 15 години со деца, со фамилија. Сигурно ќе биде убаво зашто напредуваат, али до сега тоа е руина, така.